Да, денес Комисијата за заразни болести имаше состанок во проширен состав, во кој освен членовите од Комисијата за заразни болести учествува и представници од Агенцијата за храна и ветеринарство, учествува представници од Факултетот за ветерина, исто така од Центрите за јавно здравје од Штип и Велес, од каде и потекнуваат овие случаи. Исто беше присутен и министерот за здравство и направивме еден преглед на моменталната состојба. Најпрво заклучуваме дека нема место за паника, апсолутно нити е потребна, нити е продуктивна на некој начин. Се работи за болест, веќе доста информации има во јавноста, за болест за која што и ние важиме како ендемско подрачје. Тоа значи дека болеста е присутна, односно вирусот кој ја пренесува оваа болест е присутен, што е потврдено и со неколку научни истражувања кои Факултетот за ветерина ги има направено во минатите неколку години. Сега, она каде што може да делуваме и нашите заклучоци од Комисијата се во таа насока, се мерки превентивни главно. Значи, убаво информирање на населението и на здравствените работници на кој начин болеста се добива, просто размислување за оваа болест кога ќе има сомнителни случаи и брзо процесирање, односно испраќање на сомнителните случаи до институциите, односно до одделите за инфективна патологија или до клиниката за инфективни болести. Тестови за оваа болест во моментот имаме доволно, дополнителна количина исто така е нарачана и се очекува да стигне, исто така и терапијата која е со некаков ефект е достапна, што значи дека колку што може да биде спремна една држава за ваква ендемска болест, сме спремни, но повторно сакам да апелирам дека апсолутно нема потреба од плашење и од паника, затоа што ова болест не е болест која се пренесува лесно, пренесувањето е исклучиво по пат на каснување од крлеж кој што е заразен со вирусот. Крлежи има многу, особено во летните месеци. Ова затоплување глобално исто така допринесува за нивна поинтензивна активност, меѓутоа не е секој крлеж заразен со некој вирус. Така што не се забранува на луѓето да излегуваат на отворени површини, но кога ќе излегуваат треба да имаат предвид и да бидат позаштитени. Риболовците, ловците, сточарите се особено изложени на оваа опасност и исто така здравствените работници се другата голема група кои заради контакт со телесните секрети, крварења, бидејќи оваа болест е поврзана со напрасни крварења, тие се поизложени здравствените работници и треба да мислат, односно да се заштитуваат повеќе при контакт со сомнителни случаи. Организираме веќе денес е можно да стигне информација до влада со која ќе се бара организирање на еден акцијски план во кој ќе се направи прво проценка на преваленцата на наоѓањето, колку често овие крлежи ги има по различните региони и таму каде што ќе бидат детектирани се планира да се направи една дезинсекција која е клучната превентивна мерка за намалување на ризикот од појава на болест. И по трет пат место за паника нема, бидејќи ситуацијата е комплетно под контрола и не се работи за лесно пренослива болест од која треба да стравува општото население. Ветеринарните служби од вчера чинам излегува на терен, конкретно во овие посочени региони, Белешкиот и Штипскиот, каде имаме случај. Дали заловиле или констатирале веќе или таа информација е таа која ќе се поднесе на влада, дали токму овие региони се ендемско подрачје или жариште? Се уште немаме резултати од анализите од заловените крлежи, но таа мерка очекуваме да се спроведува и во следниве 2-3 недели, за да имаме репрезентативен број, односно да имаме што повеќе заловени крлежи, за да може да идентификуваме евентуално дали се тие заразени со вирусот. Видели сте дека нема простор за паника, случаи не бидат да направите за прв пат. Да. Морбидитетот и морталитетот на болеста е сериозен, значи оние кои ќе се разболат, значаен процент од нив може да завршат и со фатален исход. Меѓутоа има различни видови на вирусот, има различни генотипови на вирусот, некои од нив се поврзани со висока смртност, некои од нив се поврзани со ниска смртност. За волја на вистината,
вака ако логично размислуваме и од овие истражувања научни што ги прави Факултетот за ветерина, ние откриваме дека стоката, животните во Македонија се изложени на вирусот постојано, значи тој не е вирус што се појавил годинава, бидејќи во тие истражувања негде над 30% од различните стоки, говеда, овци, кози, се со прележан, односно биле во контакт со вирусот. Меѓутоа немаме информации за хоспитализирани случаи од предизвикани од овој вирус, што значи дека вирусот е тука, меѓутоа можно е да е она поблага варијанта циркулира низ стоката, така да луѓето не стигнуваат до болница. И затоа токму еден од заклучоците и една од препораките е да направиме и типизирање на варијантите на вирус кои циркулираат, за да знаеме колку е ситуацијата релативно опасна. Иако не е во ваш домен, меѓутоа сигурно на утринскиот состанок на комисијата е реферирано за состојбата на пациентите. Во каква состојба е третиот случај, болничарката, велешанецот и болничарката? Болничарката е во сосем добра состојба. Вака размислувањето е дека за неа кризата е помината и се очекува комплетно опоравување. Третиот пациент, рибарот од Велес, е во добра состојба во моментот, меѓутоа има уште неколку дена во кои може да се случи промена. Се надеваме дека до тоа нема да дојде и повторно доколку дојде до влошување на состојбата, терапијата е тука, така што исто се надеваме на добар развој и тука.